Емисија Среден број 41. Добро вечер во уште едно ново и премиерно издание на вашата омилена трета смена, по која секогаш сме заедно два пати во неделата, премиерно понеделник и четврток, точно од 22 часот и 30 минути. И вечерва имаме на располагање исто онолку минути како и вообичаено, 150, ни помалку и ни повеќе, туку 150. Имаме нова и оригинална тема, а се разбира со темата и нови и многу интересни гости. Вчера во нашиот град, но и во целиот свет се одбележа Интернационалниот ден на мирот. И низ улиците, барем во центарот на Скопје, можешме да видиме луѓе кои што се залагаат за мирот, кои што велат стоп на насилството, стоп на дискриминациите, на злоупотребата и на секаков вид на неправди со кои што се соочуваме во секое поле од нашето секојдневие. Имаме многу интересни гости кои што вечерва ќе ни кажат се поврзано со темава која ви ја напоменав, а таа е многу широка. Доколку имате и вие нешто да ни пишете, направете го тоа на социјалната мрежа Facebook, на нашиот веќе познат профил Трета смена со кирилични букви, или пак предложете тема за некоја следна наша дружба. Ние сме тука, како што ви реков, секој понеделник и четврток од 22:30 се до 1 часот по полноќ. Кои се нашите први вечерашни гости, ќе видите веднаш после краткиот джингл. Чикулата, чикита, чики. Вечерва, како што реков, се бориме против секаков вид на неправди, насилства, дискриминации, злоупотреба и се бориме за мир и за еден поубав свет овде и насекаде глобално, ширум светот. Затоа ќе им кажам најтопло и најсрдечно добре дојде на две млади дами кои што се дел од првата детска амбасада Меѓаши. Значи, добре дојде за Албулена Карага, која што е вработена во детската амбасада, воедно и мировен работник, и добре дојде за Ана Витолјану, која што е 15 години активистка во првата детска амбасада Меѓаши. Како сме расположени вечерва? Добро вечер, благодарам за поканата. Ми годи да говорам на вакви теми и важни ми се, благодарам. Многу ми е мило, Ана. Добро вечер исто. Во боите на трета смена пријатно се чувствуваме опуштено, така, нели? Многу ми е мило што се погодивме во боите вечерва. Вчера имав, ми е жал пред се што не можев да ви се придружам од оправдани причини кои веќе ми беа испланирани, но следев по медиумите на што се случуваше и слушнав зашто се вие се залагате. Впрочем, јас и полни 22 години од време на време ги пратам вашите активности и се радувам што токму во нашава земја постојат луѓе како вас кои се залагаат за еден поубав и похуман свет воопшто. Ај пред да зборуваме за она што вчера се случи во главниот град, да ни кажете и двете колку години сте во детскава амбасада и која беше причината да бидете тука? Во однос на тоа колку долго постои првата детска амбасада во светот Меѓаши, јас сум релативно кратко време таму. Неформално сум од 2012 како мировна едукаторка во една од средните училишта во која што работиме, а од минатата година сум формално вработена во програмата за мировно образование при амбасадата. Ана? Јас се дружиме едно 15 години. Никогаш формално не сум била вработена, меѓутоа сум била инволвирана во доста проекти и сум подржувала секој пат се што сум можела и се што било на линија на потребно. Некаде, уште од времето кога отприлика не знаеше што се невладени организации, тоа е моја матична организација од која што потекнувам без оглед што и како работам понатаму во животот. Така. Вчера се организиравте по повод Интернационалниот ден на мирот, кој што го одбележа на пригодни начини секаде во светот. Како вие се подготвувавте и како помина целото тоа случување? Има повеќе, нема само еден начин како би се обележал Меѓународниот ден на мир и низ целиот свет. Имаше насекаде најразлични начини, манифестации, обележување и така натаму. Дури и на ниво на Скопје имаше повеќе манифестации, и во училиштата во кои што работиме на нивен начин го обележа овој ден. Конкретно Меѓаши по повод Меѓународниот ден на мирот организиравме марш, парада на мирот од Мајка Тереза и
оваа манифестација негде ни е важна, не затоа што другите Се небитни. се небитни. Многу е важно да се делува во просторите каде што можеме. Туку се решивме за улица затоа што сметаме дека видливоста на улица и обележувањето во јавни простори е важна. Убаво се погоди времето, тоа да ти кажам ми беше многу важно, што ви се погоди времето и се израдував, иако не бев присутна таму, бев во близината на Скопје, но се израдував што ете, барем тоа ви се погоди и барем тоа не беше некако неправедно прекинато или одложено, иако ако се одложи не е тоа сепак денот е тој, нели? Ана, колку проекти зад себе во изминативе 15 години и на што особено е да можеме да се осврнеме во кратки црти? Проекти се различни. Амбасадата растеше, меѓаши растеа во зависност од потребите кои што беа на теренот. Она кај што ја бев инволвирана најчесто беше некакво трансформирање на конфликти, некакви мировни едукации во правец на општествена промена, програми кои што идат паралелно со она што е основната предаденост и цел на детската амбасада, борба за заштита и остварување на детските права. Така. Вчера, колку што јас подоцна ги следев вестите на некои од националниве телевизии, те фатив Албулина на кратко само, велиш дека вие нема да бидете мирни, ова се ден на мирот, но вие нема да бидете мирни, додека овде и насекаде околу нас постојат неправди, постои злоупотреба, постојат насилства и така натаму. На кој начин се борите против сите видови на насилства и колку успевате да поместите нешто од една на друга точка? Ние сме на долги стази и ова е маратон, не е шпринт. И ние секој ден на најразлични начини, не само ние, туку и луѓето со кои што соработуваме, и обичните луѓе кои што можеби не ни знаат дека работат во кон градење на мир, тој и го прават. Тоа што ми е важно е да се направи таа дистинкција, затоа што често слушаме и често зборот пацифизам станува синоним за пасивизам и за пасивност. И затоа ми е важно да кажам дека мирот не е да бидеш мирен и пасивен. Мирот е акција, мирот е да препознаеш неправда, насилство и да дадеш отпор и да најдеш начин без насилство да дојдеш до некаква си трансформација во која што сите ќе може да си ги задоволат потребите и ќе можеме да градиме некои нови односи на некоја си подобра основа за понатаму. Така, дали оваа пасивност која што ја споменува Албулина подразбира дека ние сме малку или малку повеќе рамнодушен народ кој некако лесно се помируваме кога нешто тргнува низбрдо и некако наместо да дигаме глава или да се бориме, да го подобриме, ние некако се помируваме со тоа. Не би рекла или не сакам да го размислам тоа во таа насока. Да, изгледа, меѓутоа и притиснати сме од разни нешта. И животот ни е далеко од среќен и едноставен. Меѓутоа, поентата е токму да се препознаваме и да се поттикнуваме на некакво делување, да се поттикнуваме да бидеме немирни. Да делуваме, да препознаваме што се случува, да можеме да се вклучиме, да можеме да се охрабриме, јавно да настапиме, да бараме поддршка, ако тоа ни е тешко на некое лично ниво. Инаку, тоа прифаќање е синдром на денешното време. Не ме интересира или не можам ништо да променам и така натаму. И не е некаде само кај нас. Меѓутоа, секаде постои потенцијал за промене, секаде постои потенцијал за немир, ова што Албулена го вика. Не пасифизација, него активен пристап кон она што не ни се допаѓа, кон она што сакаме да го промениме. Според вас молчењето не е злато? Не, далеку. Добро е да се земе здив. Не мора секој пат импулсивно, не мора секој пат со борба и со спротивставување, меѓутоа базично не. Да, понекогаш и премногу зборови се премногу проблеми, нели? Треба да се одберат, да се добро да се синхронизираат зборовите и да бидат во ритам со мислата. Зборот е моќно оружје, може да повреди исто како и се друго. Да, зборот може да те избави, но може и да те убие. Да. Јас предлагам тука да направиме ние една мала пауза и вечерва селектиравме музика токму во контекст на темата и во контекст на мирот и на оној поубав свет за кого сите треба заеднички да се бориме, а не едни да се борат, а други само да наблюдуваат.
бидејќи светот е наш, животот е еден и не треба да дозволиме така рамнодушно и пасивно да го живееме. Ајде одиме со малку музика и се враќаме на темата. Кое што го избравме за вечерва. Впрочем и цела ова епизода на трета смена ќе ја посветиме покрај на темата и покрај тоа што ќе се бориме за мир, што ќе се бориме за стоп на насилството, дискриминацијата и за секаков тип на злоупотреба, ќе ја посветиме во меѓувреме и на неговото височество Мајкл Џексон, кој има, за жал, значи не е со нас, но има оставено многу што да биде лектира на сите идни поколенија кои што ќе се бават со музика и со естрада. Има толку видеа и толку многу материјал во кои се слични теми на овие. Овде се бориме за природата, да ја заштитиме земјата, планетата Земја, но и тој направи доста во својата кариера за гладните, за сиромашните и за УНИЦЕФ и за сите оние големи компании кои што ги штитат правата на оние на кои им е потребна различни видови на заштита. Да се вратиме и на темата и на оно што вчера се случуваше. Албулина, колку што јас забележав, ти спомена вчера дека ние треба да бидеме сериозно загрижени дека во едно вакво денешно турбулентно време во кое живееме, честопати, не секогаш, но честопати не умееме да го препознаеме насилството како такво. Дали тоа навистина многу се покажува во вашето искуство и пракса? Ова е моје лично толкување некој, ама често мислам дека една од причините зашто ние не реагираме против насилство е затоа што не успеваме да го препознаеме како такво. На тоа мислам на кога не успеваме, кога одредени структури, например, кои што се базирани врз еднаквост, врз нееднаква распределба на позиции на моќ, во кои што некои се потчинат и други доминираат. И ние тоа го сметаме како најнормално на свет и не реагираме. Сметам дека исто така на некој начин тоа поддржуваме насилство затоа што не умееме да го препознаеме. Со тоа што ќе се смееме на вицеви кои што таргетираат одредена етничка група, например, или пак одреден вид на жени и така натаму, ние со тоа поддржуваме култура на насилство која после легитимира и други видови насилства кои што се прават врз нив. Ние живееме во јавни простори каде што сме опколени со милитаризам, мажи во коњи со саби, пушки и пиштоли и со имиджис и со слики за тоа како треба да изгледа една жена, која што е или шмизла, декорација, или пак бремена, која што знаеме каде е местото. И затоа сметаме дека понекогаш не нормализирано е насилството. Дури кога го препознаваме, мислиме дека па тоа е така. Дека така треба да биде. Дека така треба, дека така се поставени работите. Или се запираме само на оние форми кои што се експлицитно видливи, како што е физичко. Дури и за тоа не реагираме доволно колку што би требало. Меѓутоа за секоја поступтилна... Ако некое дете е растено во семејство во кое се видени такви сцени на насилство и ако никој ништо не превзел да го промени тоа или да реагира или да казни некого, тие тоа го прифаќаат како форма на живење, дека тоа е физичкото насилство е составен дел од во секој семејство го има и дека треба да го има. Значи што е најстрашно од се, децата мислат дури и дека посилниот со секое право може да го злоставува физички оној што е послабиот, затоа што го има правото на тоа. Особено ако се премолчува. И да немаат физичко насилство дома. Ова е култура во која што да се биде силен, значи да се биде силен над некој. Не да се биде силен да се направи нешто, да се биде активен, да се превземе нешто, да се заштити некој. И да го немаат физичкото насилство дома, се уште се модели на однесување во кој што се бара да бидеш компетитивен, да го тепаш другиот и да можеш да бидеш посилен, да се докажеш дека си подобар со тоа што си посилен. И тука негде лежи таа проблематика, тој што ние впрочем треба да смениме. Дека силата може да биде и ненасилство, и почитување, и толеранција, дека тоа е моќна позиција. Не е дека се повлекувам, него дека имам моќ во таа позиција. Така, функционира ли се уште СОС линијата на детската амбасада? Ке може да го кажеме бројот и во меѓувреме да ги подсетиме сите оние кои
За жал, доаѓаат во такви животни епизоди и фази во кои забележуваат насилство, но секогаш немаат храброст или не се чувствуваат силни или, што да кажам, некогаш и мислат луѓето дека треба да си компетентен за да пријавиш. Постои ли таква компетенција? Или едноставно треба да го имаш човечкото во себе за да пријавиш насилство ако видиш, слушнеш или си сведок на нешто такво? Мора да се реагира на насилство. Тажно е што знам, ќе оговараш некого и ќе кажеш како изгледа или пак ќе збориш за било што, ама ќе слушнеш дека во комши Некој некого малтретира. И тоа нема да го пријавиш затоа што се смета во доменот на Да не се мешаш домашното, во да не се нивните. мешаш и така натаму. СОС линијата функционира. Се јавуваат случаеви, претежно моментално се јавуваат највеќе возрастни кои што пријавуваат насилство врз деца, меѓутоа и деца самите кои пријавуваат насилство било во училишта, во скоп на семејството и така натаму. Дали секогаш пријавуваат само физичко насилство или психичкото насилство спаѓа во некоја друга категорија која луѓето не чувствуваат дека треба да ја пријават на СОС линија? Најчесто пријавуваат физичко, меѓутоа има случаеви кога се случува да пријават и психичко насилство. Може би нема да го именуваат како такво, меѓутоа по нарацијата, личната приказна или пак случајот кој што го пријавуваат, нашите психолози, координаторката на СОС линијата го класифицира како психичко насилство. Имаме ли некоја бројка ориентационо вака колку дневно повици добивате? Или месечно? Најстро јас работам во програмата за мировно образование, не работам во делот на СОС линијата и не би можела да ви дадам конкретен број. Меѓутоа знам дека се јавуваат и дека колешката моја има барем по 3 до 4 случаеви на ден. Секогаш веројатно и не се представуваат, некогаш си анонимни тие. Секогаш се анонимни, освен доколку луѓето сакат да излезат со име, презиме, лични податоци. Така. Какви проекти организирате во училиштата, Ана? И со што се досега ви сте имале најдобар резултат, бидејќи велат дека железото се кове додека е жешко, Да. и не можеме ние возрастен човек да го воспитуваме, односно да се обидуваме да го превоспитаме. Тој треба да си го фати редот од мал, од училишните клупи. Јас сметам дека ние сите имаме потенцијали како за насилство, така и да бидеме активни и да придонесуваме кон мир. И базично многу луѓе работат нешто кои што не ги нарекуваат така, меѓутоа се залагаат за да ни биде подобро или да направат некаква промена. Оно што сега најголемо го правиме, што е врзано за мировното образование, тргна од некои меѓуетнички, мултиетнички клубови, па израсна во мировни клубови, па израсна само на ниво на активности во разни училишта, каде што предадени наставници и наставнички организираат активности кои што водат кон таа општествена трансформација. Значи прават нешто што придонесува кон мирот, прават нешто што придонесува кон меѓуетничко зближување или кон начин на трансформирање на конфликти на мирен начин, кон зголемување на толеранција и почитување едни кон други, кон вклучување на учениците во процеси на одлучување. Ние перманентно имаме процес во кој што за младите решаваат возрастните, мислејќи дека секој пат знаат што и како им треба на начин на кој што сметаат дека е адекватен. И тоа обично не држи вода заради тоа што решаваме за некој друг постојано. Ти вклучувате Така да. тука и родителите, односно возрастните? Да, меѓутоа се, да кажам, во помала мера. Фокусот е на самите ученици и ученички, како и наставните кадри кои што се во самите училишта. Например, денеска беше прекрасно во Велес, имаше парада на мирот на ниво на цело училиште, покрената од наставниците што се вклучени во нашите проекти, поддржано од целото школо, прошета за време на класниот час, се обратија, го обележаа, го ставија во јавен простор. Денешниот, односно вчерашниот ден, ама денеска бидејќи нели се падна во недела, така да беше баш убаво да се види некакво промислување, некаква енергија нова која доаѓа од нив. И го прават волонтерски тоа, значи не се платени, не се принудени, не се обврзани, имаат потенцијал кој што може да го вложат тука, имаат желба, имаат ентузијазам. Колку со вашите активности сте присутни по другите, по останатите градови низ земјава? Па денес исто така денот на мирот се обележа и во Гостивар со данс театар перформанс во холот на школата, и му предхода
различни активности, различни работилници, проби, во кои што се разговараше за денс театар како метод на трансформација на конфликти, па денес има јавен настап. Ни кажа колеги кои биле таму дека има и медиуми, било преследено. Па баш не радуваат вакви активности, а исто така било обележано и во Никола Карев тука во Скопје, во Владо Тасевски и присутни сме исто така и во Средното училиште во Девар. И Арсенија Јовков Арсенија исто. Јовков. Кога више ги набројуваме сите да не ни се налутат. Колку, ако го земеме во предвид насилството, дискриминацијата, кои факт е дека од време на време знаат да добијат и поголеми размери, бидејќи ние сме и мултиетничка средина и некогаш се случуваат конфликти кои навидом изгледаат наивни, но секогаш и не се баш така наивни. Колку нетолеранцијата е наш голем проблем и колку на тоа поле треба да се работи и глобално, но и поединечно, значи да се работи. Па и начинот на кој што го користиме зборот толеранција за мене е проблематичен затоа што ми има призвук на те толерирам, значи те трпам. Затоа што морам. Затоа што морам. И мислам дека фурајќи го како концепт, ние исто така даваме некоја си доза на наметливост, а со тоа и отпор кон истата. Јас би сакала луѓето ние да поттикнуваме љубопитност едни за други. А со тоа мислам дека доколку се знаеме, се зближиме и искрено не интересира како се чувствува другиот, што го боли, што го тишти, што го радува, за да може да ги споделиме истите, сметам дека ќе се гради одреден вид на доверба и една добра основа која ќе ни даде можност да работиме и да правиме фантастични работи заедно. И тоа и се случува. Тоа не е научна фантастика. Тоа се случува по школи, се случува по... Луѓето само треба да имаат простор да искреираат заеднички безбеден простор во кој што ќе можат да разменат на лично човечко ниво и да изградат простор и една добра цврста основа за да може да соработуваат. А со луѓе со кои што не им веруваш, тешко е да соработуваш. И веројатно ако дојдеме до тоа ниво, тогаш нема да имаме потреба да го користиме зборот толеранција, кој што за жал така некако доаѓа да го употребиш кога се зборува на таа тема. Туку едноставно ќе научиме да си помагаме, да се прифатиме и да си ги почитуваме разликите, бидејќи нема исти двајца луѓе, нели, без разлика дали се тие од иста вероисповест, иста националност или иста мајка или се од различна мајка. Значи тие луѓе ќе научат да си ги почитуваат разликите и да сватат дека можат да си имаат обострано многу користи полза еден од друг, така нели? Од што друго ние треба да сме загрижени, од каков вид на злоупотреби, насилства, значи не мора да се физички, од какви други видови на опасности ние треба да сме загрижени на овие простори, вклучувајќи ја тука вашава пракса и вашето одење на терен секојдневно, каде што вие имате активности. По мене тоа се некои клучни елементи, непрепознавање, значи немаме сензибилизација за насилство. Нема чувство дека тоа базично се дефинира според чувството на некој што го трпи нешто што мене не ми изгледа дека е. Ако некој ми кажува и перманентно ми повторува дека го доживува како насилство, морам да го прифатам како такво и да видам како сум одговорна. Генерално, ова што перманентно го збориме, некаква пасивност, некаква немање желба, некакво помирување со нештата кои што се случуваат, некаква идеја дека отстапуваме, дека промените се можни. И тоа ми е поголема закана него да се справуваме. Ова се последици. Дали ќе бидат младите агресивни, колку ќе бидат, не знам, што све ќе биде прикажувано, какви трендови ќе завземаат. Негде ако успееме да ги препознаваме нештото околу нас, да се преиспитуваме, ќе се справуваме со било какви последици кои што им доаѓаат. Ова се модерни времена за живење. Тие секако ќе бидат и полни со насилство, и со конфликти, и со се и се што се секакви негативни промени, али ајде да наоѓаме заеднички бази, да ги преиспитуваме и да просто размислуваме каков свет сакаме. Ако ни чини ваков каков е, онда по реду. Али ако не ни чини, ајде да правиме нешто. Така.
Кои се следните активности кои ви предстојат во амбасадата, во Детската амбасада и што е она за што сега на овој период сте насочени? Па ние имаме одредени активности кои што без разлика дали има проекти или нема проекти, така наречени сервиси кои што ги нудиме, се одредени константи. Ние имаме бесплатна служба за правна помош. Тоа не подразбира дека наоѓаме адвокати, подразбира дека нудиме совети правни на луѓе и ги упатуваме како да се обратат кон одредени институции, какви документи им треба, да им помагаме во нивно пополнување и така натаму. СОС линијата за деца и млади е активна. Имаме дневен центар за деца кои што не одат во образовен процес, а истовремено имаме проектот за мировно образование со средни училишта и друг регионален проект кој што се вика ПРЕЦД. Тоа е мировно образование и ран детски развој и соработуваме со градинги низ целата држава, а исто така имаме заеднички активности на ниво на регионот на бивша Југославија. Така. И уште само нешто да ја прашам. И Албанија исто така вклучена во тој проект. Така. Ана, колку ве загрижува говорот на омраза, кој што е многу присутен? Ако тука ги ставиме, значи, на тапет социјалните мрежи кои што ние сите ги користиме, дали ги користиме за работа, дали ги користиме за пополнување на слободното време и така натаму, значи ако малку повеќе од 15 минути останеме, ќе забележиме дека помеѓу редови, а некогаш и во самите редови отворено е присутен многу тој говор на омраза. Како да се научиме да го оттргнеме, односно да го сведеме на минимум тој говор на омраза? Ме загрижува и тоа многу и мислам дека намерно се употребува, дека не е случајност, него дека под маска дека се поминува и дека на никаква етичка, морална, каква год одговорност, дури ни професионална не можеме да се повикуваме, некаде и се користи. Меѓутоа, од друга страна ми дава за ова што го работам, ми дава реалити чек, ми дава проверка каква е реалната состојба. Јас социјалните мрежи кога сакам да видам со што впрочем се соочуваме и со што треба да се бориме и да правиме некакви промени, идам токму да видам на кој начин се збори воопшто, на кој начин реагираме и така натаму. А уште повише ме загрижува тој маѓевстан круг кај што ние не успеваме ненасилно да одговориме. Бидејќи не погодува, бидејќи е тежок, бидејќи е апсолутно тешко да се износиш со таков начин на секојдневно зборување негде, ние само реплицираме во помала или поголема мера со истите механизми. И тоа ме загрижува уште и поише негде, пошто кај да е до механизмите да го препознаваме и да можеме да докажеме дека и да можеме да побараме било каква дури и правна или било каква основа за спротивставување кај да ќе се изнајде. Меѓутоа, оно што го креираме како култура на однесување, на реагирање, тоа е оно што останува негде. На повреда, на напад одговарам на истиот начин. Така. Имаме нешто да додадеме за во врска со овој говор на омраза? Не, мислам на социјалните мрежи, тоа е само алатка и зависи како ќе ги искористиш и се шират многу голема мера на говор на омраза, има така, исто така има и повикување на акција. Има и тоа е исто така некаков вид на јавен простор, па би сакала да најдеме начини исто така да го искористиме тој потенцијал во контекст на општествена промена. И на самиот крај на нашиот разговор, пред да ги повикаме и следните гости на вечерашната тема, сакам само да го кажеме бројот на СОС детската линија, СОС линијата и да ги повикаме сите оние кои можеби трпат или преживуваат или поднесуваат одредено насилство, се злоставувани од било каков тип, значи да не чекаат, туку да се обратат. Еве тоа вас ви го давам на двете, значи како еден ваш вие да им се обратите, ваше обраќање до сите оние кои што се двоумат или може би посегнале па се вратиле и не задзвониле, повелете да го направиме тоа. Значи, оваа линија е отворена за сите кои што имаат потреба од помош. И со тоа што може би не можеме директно да им придеме, не можеме директно да им... Ова е добра шанса. Ви нудиме анонимност, така да нема ништо што да изгубите. А бројот на СОС линијата наша е 0800 122 122.
Така. Ана, имаш нешто да Ја би рекла за крај, општествено е тешко да бидеш жртва на насилство. И бара поддршка од другите да знаеш дека не си крив, не си крива, тоа што се случува не е оправдано и имаш апсолутно право и поддршка да искочиш од тој круг. Дека суштина оно што е срамота, оно кој што го прави насилството и кој што треба да биде на било кој начин раскримкан. Па ако не казнет, барем да биде соочен со тоа дека е насилник и како што се прави е насилство. Така. Ете, ние бројот на ова SOS линија ќе го кажеме уште еднаш или можеби два пати до крајот на вечерашново издание. Многу ви благодарам што најдовте време да бидете дел од вечерашнава епизода на Трета смена, во која зборувавме дека ќе се обидеме сите да дадеме помалку придонес, да му кажеме стоп на насилството, на злоупотребата, на дискриминацијата и да се бориме за мир и за еден поубав и похуман свет.